Штрумфови, бе, кај сте вака, бе, што си правите? Денеска се снима. Што си купив после 3 месеци од YouTube? Ова е Немогуче, не ми се верува, значи. Колку и да ми кажува, кој да ми кажуваше, никад немаше да поверувам. Ова е страшна работа, значи многу сум. Фала ви на сите што ставите subscribe со 2500 subscriberi што направиме, а камоли што ќе брајме со 100, со 200, со 1 милион subscriberi. Не ви се веруваше дека ова некогаш може да се деси. Потресен сум, ме. Потресен сум. Стварно, не ми се верува уште. Денеска е денот кога си купив Dream Car, бе, ао. Dream Car. Штрумфови, Не ми се верува уште. Дали сте спремни да ви го покажам Dream Car? Dream Car. Чек. Стој. Пред да ви го покажам Dream Car-от, сите Лайк. на видеовце, Лайк. Subscribe. ако имате стајно subscribe, пратете го на 10 пријатели кои немаат стајно subscribe и тие да стават subscribe. Возбуден сум многу. И? Шернете го видеото. Тоа со пријатели. Идеме сега да ви покажам што си изјавав, не ви се верува. Не ми се верува. Се тресам. Ај. Леле. Што е ова? Што е ова? Дали ви се верува? Види, што пише овде? V8 B Turbo. Види, matching t-shirt си во влеко. Пау! Штрумфови, што е ова? Дете, се тресам како што вибрира моторот, вака. Каква машина е? Што ми направивте? Не ми се верува што ми направивте. Фала ви многу. На 2500 сабскрајбери видете што постигнавме. Не ми се верува, стварно, значи фала ви многу. Некој да ми кажуваше, ќе мислев дека сонувам. Немогуче. Видете го Зверов, е. Што ќе кажете? Пишете долу у коментар што мислите. Сега, пишете долу у коментар. Дали ова немало да ви биде Dream Car и на вас? Дали сте спремни да идеме на прво возење со овој Звер? Видете на што личи, видете, не ми се... Ај, извини, газда, сега, чекај. Добро е вака? Супер. Добро избришано? Кај си ми, братче, бе, што правиш? Дај си еден боксов дека, е. Иначе ова е Виктор, за си купам ја ваква кола, треба да поминат уште многу. Минимум 1 милиарда сабскрајбери, или колку сабскрајбери треба? 200.000. Може за 200.000. Ајде сите лайк, шер, сабскрајб. За да дојам до 200.000 сабскрајбери, да се здраво. Еј, тука наводно сите ме знаат. Еј, што е ова, бе? Сегде сите ме знаат. Добре, дојавте у првиот кар ревју. Влог, видео, влогски. Како и да сакате, види. Нема да тупиме многу овдека надвор. Идеме да свртиме едно кругче, да видиме Виктор што има да ни каже за неговата кола. Иначе е ова AMG GTS. AMG GTS. V8 B Turbo, све у пичку матер, многу јако. Идеме да свртиме едно кругче, да видиме како е воžњата у него, каков звук вади, ќе го запалиме. Тоа е тоа, мислам и идеме. Добре, дојавте внатре во оваа преуба, не е лимузина, туку спортски болид можам да кажам. Вака што убаво под климичка, брат, надвор зовревме, видете каква жртва правиме за вас да направиме вакво видео. Прво кар ревју на каналот на Томски. Драгал. Виктор, како си ми ти, брат? Супер, брат. Некако уморен си ме, ја? Малце. Брат, ова е свака част, значи. Да преđеме одма на главно. Колку кошта, брат, вакво задоволство, брат? Брат, кошта ново негде околу 217.000 евра беше кога излезе. Добре. 2015 прво производство. Добро. Ние го купивме 2017 негде беше крај на септември, почеток на август. Така. Значи, брат, колку модели има точно од ова? 30? 4. И Родстер е тука, добро. Значи, првата е AMG GT, Добро. тој е основниот. Добро. AMG GTS, Добро. овој. AMG GTC, тој е кабрио. И AMG GTR, тој е GTR е како најзастазот, Така, најзастазот. Да, и сега го извадија нели овој што е GT63S. Тој е како овој, ама подолгата верзија со 4 врати. Да. Тоа е веќе да стаиш и позади некој модови повеќе копани. Овдека на пример може да собере еден копан, не знам друг кај може и 2 на хауба ако се возат, ама тоа и еден гефек. Еден у гепек, добро, тој у гепек копанот. Ај ќе прочаскаме за него за кратко. Брат, колку коња има чудовиште, брат? Значи фабрички GTS-от е
510 коњи. 510. Кај ги собира под халба 510 коњи? Му рекол, кала халба, е. Бога ми ќе ги собере овдека. Ама во има тој прв чип, софтвер од GTR. Јаката верзија има 585 овој. Колку? 585. 585. Бо. Ти изгледал гепексе кој 100%. Страшна работа. Возбуден сум. Возбуден сум многу. Чекај малку. Стој. Стай малку. Да се смирам. 585 коња, бе, другари. Бе, не заебанција ова, бе, значи многу. Остај ти што викаш тој GTR, метер за настаза, го имам овој настаза видено како иде, брат. Прв пат те запознав таму, се сеќаваш? Да, бев му серез настаза. Страшна работа. Кола си ја возиш у град, искачаш, диско, окопани, едно друго и наеднаш викаш, слушај, ја сакам да се пуштам малку, да се издувам, ќе отидам и на стаза. Палиш, брат. Тоа е многу газ. добро, брат, што се покажува многу добро и на стаза, значи предобро. И за вака е за комфорт само и преубава воžnја. Са малце седишта да се потврди, ама па добро, ова ги има, значи не се тие основните комфорт седишта. Ќе гледате вака ќе има инсерти од сегдека, вака ќе врти од сегде. Овие се спортските bucket seats, ами овие си се комодни, зависи кој што сака. Топ се седишта, брат, ако се такви bucket seats, значи ова се понапредна верзија, затоа има и дупки овдека. Тие сакаш тие појасите ги ставиш. Така, за да стај спортски појаси. Тачно. Кога спомнавме, брат, стазат, знам у Серес кога бевме тогаш, колку пара гуми потрошите, бе, брат? Па, брат, кога одиме таму са бајле, возиме колку има, 4, 5, 6 сесии, едни гуми одат тој ден. Едни гуми одат? И колкави бандажи вози ова, брат? Па, напред 19-ки, позади 20-ки. Така, да. Вози 305 позади, напред 265 или 275. Ако сакаш да му фрлиш газ, јаде гуми ко негде околу 4 пара годишно. Джвака, брат, ги джвака гумите. Пизду матера, кажи ми како е отприлика? Колку кошта, брат, тие гуми? Не е заебанција ова, брат. Ем големи гуми, ем широки гуми, ем треба да држат добро тие гуми, дека на 585 коња ако не те држи, не дај Боже. Затоа и се менуваат толку често годишно и не траа толку, зашто имам, сваќаш, големо кочење од 120, примерно, има многу добри кочици, кочи на 0 одма. Браво. Нас ни се случило со татко ми, возиме 310. Колку? 310. Каде бе 310? У Германија? У Германија, бе. Па добро, таму е дозволено и 600 да идеш ако ти иде колат. Овдека кај нас, колку е 130? Да бе направите некој пат, не мора пат, стаза бе направите бе кај нас, да не мора да идеме у Грчка, да се откажуваат трки, да се презакажуваат, дај направите тука некоја стаза бе, дај некој апел да се собереме овие сите што сакаат автомобили, што организираат трки, што прават, да се направи некоја стаза бе. Што се тоа 10 милиони евра, си фркнеш вака, и фркаш и прави стаза бе, брат. Има доста, ја мислам. Па брат, има многу тука кај нас, ко прво се возат купови, едно, друго, све. И зашто да нема и кај нас тука да се организира еден светски куп, тоа може да биде. Чим ки има стаза, може да си биде све по најдобар ваков. Одбегавме од темата. Од прилика, кажи ми, не ми избегнувај. Колку кошта вака гумичиња вака? Од прилика, колку кошта? Па една гума чини околу 30.000 денари. Камера 2, 30.000 у превод 500 еврики. Чекај, 500. А 4 тогаш? 2000 евра, бе! Сите сабскрајбери по 1 евро ќе си даете за 4 гуми за тест драйвов сега, за кар ревју, да се земат. Сите да даете по 1 евро и ќе остане 500 евра да се почастиме една резервна гума да се земе. Ако го спомна бензин, брат, чекај, 2000 евра гуми. Бензин тогаш одат 3 резервари одат тој ден. Каде? По Серес? Да. Па брат, патот до таму цел ден и за враќање. Како клизач ви направив на почетокот. Ви кажав, сум си купил супер автомобил, едно, друго, Dream Car. Јас само за бензин не можам да платам, Леле, драма е.
3 резервара, колку литри има? 100 литра резервар има? Не, мислам дека околу 80. Ама не сум сигурен. Така. 80. Добро де! Знам дека не е многу голема колата сваѓаш, но сепак за толкава кола имаат направено добар резервар, зашто троши сепак. Троши. Каков мотор има? Значи видовме од страна V8. V8 Да. 4.0 4.0. битурбо. О, леле, ми се снеарни, 500 евра, 1000, 2000, 3000, 100.000, 5 катрилиони, стрилиони, многу пари. А сервис и... Ај. Не дај Боже да се удри. Ќе плачам. Леле, брат, што спомна се сервис? Улје, колку собира ова, бе, брат? 4.0 на 10 литри собира, Па, отприлike. так, 8 мислам дека. Пишете на вакво ќе видите колку собира улје. Тоа не може да користи некое обично Не, улје. Mobil One. Леле, литро 50 евра. Колку е? Па така нешто. 10 литри 500 евра пак, леле, 500 килета Ама овде. чекај, сам улја, филтри. Ai, lele. Абе, брат, ме потресе вака од сабајле, брат, ќе не можам да спијам, брат. Тоа е сега. Вечер нема да можам да легнам. Знаеш што се дешава? Идеш, зимаш клучот, тракот клучуваш и почнуваат 500. О, ми се снеарни, брат. Ми се снеарни, најсериозно да ти кажам. Чекај, и филтри, ај. Добро, и после седнаш да воз. Ајде, што ми направи, брат, сега улје, уменјач улје. Ама добро. Тоа си се стандард работи ако сакаш да имаш здрава кола. Така? Чекај. Перење на 2 дена? Леле, перење на 2 дења. Чекај малку, да те прашам нешто. Упатен си многу. Улје, сервиси, мервиси, од кај ги знаеш овие работи, брат? Ги знам нормално, татко ми има сервис за Мерцедеси. Ете шкале зајако сервис за Мерцедес. И можам да кажам едни од најдобриот, ако не и најдобриот тука кај нас Фала. со цела држава. Како се вика сервисот? Владко Бенц. Владко Бенц, оставаме доле податоци да видите све што ви треба. Ако си имате меченце, здраво, нездраво, ако е нездраво ќе го оздрават, а ако е здраво, а треба сервис да му се направи, може тоа да се направи. Све што сакате околу Мерцедес, значи Владко Бенц и гази. И си го имаме исто гумико, за гуми. Ако се 2000 евра гуми, а се менува еден ден возиш еден сет гуми, па после 4 сета години, па нормално бе, јави си отвори фирма за гуми, бе, брат. Мислам дека све кажавме. Брат, те молам, објасни ми го копчиња, овдека милиарда копчиња гледам. Што е ова, брат? Што е све ова? Ова што е? Ова е менјачот. Менјачот? Да. П. Да, Ова ова П е е дугме, пизду да. матер. Да. Ова Р? Рикверц? Да. Ова се Неутрал, стрелки, неутрал. И драйв. За... Добро, драйвче. Добро, сега идеме наредно. Што е ова? Ова ти е овде за радиото, да го исклучиш, да го уклучиш, и ова е за звук, подесување на Така, на музика, на такви работи. А ова си е дисплејчето. Ова си е дисплејче. Ова сме ние таму, драгал. Дисплејче, Love My Car, нормално, Ирисчето. нормално, одека Не торнадо, не лади, да не е тоа моментално ќе умреме. И чекај, сега идеме наредно. Овие овдека добро, нормално. овие се клима, мима, едно мени и друго, такви работи, така. Ова што е овде? Што Ова е ова? ти е за... со тоа го контролираш екранчето. Аха. Таму дали сакаш песни, дали сакаш звук да подесуваш, има таму Ньютон метрик. И спотови можеш да И гледаш. спотови има. Леле, браво. Ова е главно копче, така? Главно копче, старт, стоп, пишува до толку разбирам. Ова е за лизгање. Ова е за лизгање. Значи еднаш ако го стиснеш, ќе ти се исклучи еспето, Мгм. тоа си добар. Ама ако го задржиш, 90-10 дали ги преживееш. Не го стискај кога ќе возиме жит, ти мене тамам почнав на YouTube да вако, не дај Боже. Значи ако го задржиш, ова е стварно страшно. Страшно. Ова нешто има, Ова е некое за- федурле. Што е ова? Ова е Федерче. за подесување амортизери кога сакаш да ти е тврд. Брат, ја увек сакам најтврда е, брат. Кога сакаш да е тврд, ја имаш Добро. прв степен, втор степен. И ова е- оф. Ова е
на пата ходиме. Така, Ова е, ако сакаш, бубрези ја тиски. Чекај само. Ова копчуле овдека, што е копче ова? Ова е за успусите, катализаторите, значи е сакаме спорт звук и сакаме комфорт звук. Боботење, одма почна да боботи. Што е работава? Леле. Ја секојаш ваха го возам. Секојаш така, да си боботи, си глоготи. Добро, што не праша? Ова Ова е за екомод тоа, за кога застанеш на семафорот. брат, на кој му треба екомод на оваа кола? Жити ме. Ова копче може да се замени со, на пример, стискаш овде и копан влегува. Што не кажа? Главното. Сега идеме на главното. Океј. Сега, ова е за повесување перформанси на колата. Добро. Сега моментално сме комфорт, Добро. има спорт, Добро. ево моето омилено Спорт Плюс. Ама, што, има уште? Рейс. Ай, 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 ай. Ова е стаза, например. Тоа е брутале. И има индивидуал, Аха. само морам од ваму. Индивидуал е сам си подесуваш какви перформанси сакаш. Ова крајно во мене највеќе ми се свиѓа. Ево, Ова требале место рейс брутале да го крстат. Например, да не било германско производство колава, ќе било сигурно брутале, Корса, Морса, такво некое диво име ќе имал. Што сакав да кажам? Мислам дека све кажавме. На воланот, нормално, тие си се нормални команди, плюс минус едно друго. Што има нешто друго не ова е вака убајна. Мислам дека се. Чека, овие ова? Овие се овде како на авион нешто слично. Ко на авион. Ова е за грејачи на седишта, ова е спойлерот позади. Се отвара, его, сега ќе го затвориме. Спойлерче! Сега ќе го отвори. Оп! Така. 4 жмигавци и паркинг сензори. Значи имаме овдека и шибедакче да не биде така. Гледаш, да си влага кога е нормално, кога е нормално времето и сонцето, да си биде и тоа нормално. Брат, ја мислам дека останува само да свртиме едно крупче, да видиме реакција што ќе биде, брат, како ќе биде. Покруце! Леле. Брат, не го пукај толку. Нема ово. Тоа ме се треснат и трет. Леле, која ќе се пешалта брзина е. Опа! Затварам прозор, се сваривме. Значи не спомнавме, секој AMG го има правено еден човек. Тоа е работата на AMG, што секоја кола си има душа фактички и секоја кола си има човек кој бил задолжен за незе, за целосно склопување, за целосна све упизду матер, додека не искочи у продавница и да се купи таа кола. И поздрав до братот. Да видиме како звучи. Ме одува, Штромфови, тоа беше све за ова car review. За повеќе вакви видеа, Like, share, subscribe. и поздрав од екипа. Ај, чао. Убаво тука, брат, А? Убаво тука, брат. Чекај малку. Еле живото, брат. Како да се ладиш на 40 степени? Ајде, беш мирно.